Здраво, дојдовте уште едно видео каде што ќе продолжиме да збориме со одредени хемиско-физички фактори кои се потребни за раст на микроорганизми. И наред на листата ни е да збориме всушност за pH. Како што знаеме, pH всушност означава киселост, може да си го памтите како power of hydrogen, молекулата на водородот, што повеќе водородни иони има, тоа е поголема киселост на растворот. Сега значи неутрално pH знаеме дека е околу 7, па најголем дел од бактериите всушност живеат на pH кој е 6,5 до 7,5, значи всушност 7 средна вредност ако извадиме. И ако има некои кои се поацидофилни, значи може да преживеат на pH 4 или пак пониско, дури на pH 1, например pH во желудникот ти е околу 1 или 2. И, например, имаш Helicobacter pylori, која живее пилоричниот дел на желудникот, а понатаму ќе ги спомне повеќе, ќе се задржиме повеќе бактериите, но поентата е да кажеме дека иако ова се најчестите граници, сепак има отстапување. Значи скоро за секој фактор што ќе го напоменеме има отстапување или некој друго правило. Значи има некои на 4 што може да преживеат, има некои кои се ептенацидофилни, некои археи кои можат на 1 или исто на киселини кои се однесуваат колку пониско да се од 1. Многу археи всушност така се однесуваат и археите исто ги сретнавме дека беа и многу терморезистентни како хипертермофили. И археите обично секогаш ги сретнуваме во екстремите, бидејќи тие се екстремофили исто ги нарекуваат. Но добро, сега да идеме на редниот фактор што е осмотски притисок. Значи сега да збориме малце за осмотски притисок. И ова ќе биде малце повторување од тоа минатото видео за плазмолема. Бидејќи најголем дел од нутриентите бактеријата ја добива од надворешната средина, која е најчесто некој воден раствор. Затоа е многу важна. Така и значи 80-90% од бактеријата всушност е вода. Но во зависност колку има растворени материи, значи со соли во таа вода, може да делуваат различно на бактеријата. Сега да речеме дека имаме 3 бактерии, оставајте, тие после ќе нацртаме. И сега во првиот раствор, концентрацијата на соли е иста како концентрацијата внатре во бактеријата. Односно, растворот во однос на бактеријата е изотоничен. Значи, ова е изотоничен. Изо знаеме дека значи исто. Тоничен. И нема ништо да се случи. Значи, едноставно ќе се живее бактеријата како што е. Сега, ако во надворешната средина имаше многу повеќе растворени соли него внатре во бактеријата, тогашка водата од бактеријата ќе сакаше да излезе надвор, а ионите ќе сакаат да влезат внатре. И при тоа излегување всушност на водата, ќе се случи плазмолиза на клетката. Значи кога се наоѓа во хипертонична, значи ова е хипер зашто има повеќе него средината на клетката. Значи релативно на средината на клетката е поконцентрирана. Значи хипертонична се јавува плазмолиза. Значи, со протокалова клетка, бидејќи тоа се случува на клетката, значи плазмолиза. Плазмолиза. И последниот случај всушност е кога добро, имаме клетка каде што концентрацијата на соли е помала, значи помала е, него таа што се наоѓа внатре во клетката, и тој раствор всушност во однос на клетката е хипотоничен, значи хипо помалце, хипотоничен, и во тој случај водата ќе настојува да влезе внатре во клетката, а ионите, кои се, да ги бележам со жолта боја, ќе сакаат да излезат надвор. И при тој случај исто бидејќи ова обично не ги лизира клетки, не ги уништува, иако еукариотски клетки умират од тоа, ама бидејќи прокариотите имаат силен клеточен зид, обично зголемувањето на внатрешниот притисок нема да ја уништи клетката. Да, ќе зголеми притисокот, ама
се уште ќе стои како една единица. И сега има тие клетки кои имаат послаб клеточен зид, може да всушност се лизираат, на некој начин ќе пукнат. Едноставно целите ќе експлодираат, бидејќи многу вода ќе навлезе у нив. Тој се нарекува плазмоптиза. И сега ова обично се случува кога растворите на соли се, не знам, 2% или некои приближно 2%, но има некои бактерии кои можат да издржат многу поголеми концентрации соли. Значи сега зборам за плазмолизата, кога е всушност 2%, ама тие кои се исто, сега ќе ги спомнеме од археа, пак за екстрем избориме, кои се халофилни бактерии, халофилни, значи ајде да земеме со црвена боја, халофилни, кај да напишем, хало, значи хало се соли, филни дека сакаат соли, филни е секојаш сака, и тие можат да издржат дури до 15% на соли, да има раствор, а не се случи плазмолиза. Значи многу се резистентни на хипертонични раствори и повторно се наоѓаат во археа и повторно се екстремофили. Сега неизбежно е да ги спомнеме некои од химиските елементи кои треба да се наоѓаат во растворот. Во наредното видео ќе збориме за кислород, но сега да спомнеме пример јаглерод. Значи јаглерод е неопходен за сиот жив свет на планета, бидејќи со него нели се прават протеини, се прават масти, се прават јаглени хидрати. Значи сите основни градни единки на сите живи организми се изградени од јаглерод, бидејќи тој е универзален за цел жив свет, бидејќи нели образува 4 водородни, 4 ковалентни врски. И е многу, како да го кажам, креативен. Иако тој не е креативен, него може да образува многу голем број на соединенија поради таа негова особина. Сега нареден хемиски елемент кој ќе спомнеме е азотот. Азотот исто така е многу потребен во синтеза на голем број соединенија, како на пример потребен за синтеза на аминокиселините, бидејќи аминокиселините знаеме имаме С атом, имаме NH2, имаме COH. Значи азотот е потребен, исто е потребен при создавање пурински и пиримидински бази во ДНК и РНК. Например, тука сега го имаме, не можам со ова да пишувам, но е вака тука, сега тука имаме N, да земам со друга боја. Пример, вака со бела. И тука имаме едно N. И ова е всушност основниот модел за пурински бази. Сега нормално тука треба да има една двојна врска. Значи важен е азотот за формирање пурински пиримидински, односно за влегување во составот на ДНК и РНК. Исто така многу бактерии вршат азотофиксација, која е многу важна кај растенијата, значи азотот да влезе внатре во бактеријата. И ова е важно за циклусот на азот, ама тоа нема сега да се задржиме. Нареден хемиски елемент сулфур. Значи сулфур е потребен за синтеза на аминокиселини, значи аминокиселини. Добре, го пишам А, зашто на англиски amino acids, али ајде вака, аминокиселини. Исто со синтеза на некои витамини. Значи потребен бидејќи бактериите користат витамини. Витамините не се онака како за цицачи, за човек или нешто слично, тие се обични хемиски соединенија кои ги открили дека се важни за живот и затоа витамини. Вита, значи кој живот, а мини дека се правите што ги открили имале аминска структура. Не дека се нешто толку посебни витамините. И последен да го спомнеме фосфорот, значи фосфорот исто влегува, да земеме сина боја, во структурата на ДНК, во структурата на РНК, како што влегуваше и азотот. Само он всушност нели се прикачува на крајот, тука би дошол како фосфор и таму натаму иде уште една мислам добро, ова треба да се прикача со рибоза, па натаму дека се прикача фосфор. Ама значи влегува во структурата на ДНК, на РНК, во енергетските соединенија како АТП, ГТП, ЦТП и така натаму. Значи важен е и фосфорот многу, значи влегува во голем број органски соединенија,
особено овие високо енергетските, и затоа и тој треба да се внесува. Нормално не со овие сите елементи, има секогаш елементи во трагови, како железо, значи има железо, има магнезиум, има калциум, цинк, бакар, кобалт, натриум, калиум и сигурно постојат и некои други елементи особено кај екстрамофилите. И тие нели се образуваат други сложени соединенија и така натаму. Добро, тоа беше еден као преглед на некои хемиски соединенија, хемиски елементи кои можеме да ги сретнеме кај бактериите. Во дневното видео ќе се задржиме на кислородот и како всушност се делат бактериите во однос на тоа како го користат кислородот.